Емил Павлов од Штипе е најуспешниот каратист од Македонија, кој за себе има голема кариера. Тој во 2014 година го освојува првото европско злато, а потоа и во 2018 година. Има две бронзи од европските првенства во 2016 и 2019 година. Павлов освои бронза медал и на европските игри во Баку, Азербејџан во 2015 година, а има и сребрен медал од Дубај кој го освои на светското првенство во 2021 година. Но патот успехот е тежок, раскажува Павлов во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија. Вака, јас до мои 22 години немав никаков финансиски бенефит. Моите родители обезбедуваат средства да патувам на надпревари, бидејќи кај посебно во индивидуалните спортови, доколку освоиш медал на европско и светско првенство, те следува она стипендија од 4 години. Јас прв пат добив стипендија на 22 години, иако претходно морав паралелно да тренирам и да работам. Работев, можам да кажем, 6 месеци пред европското првенство, работев по 12 часа чувар и тренирав по 2 пати. Се жртвував многу, бев посветен, навистина е многу тешко да успееш да достанеш голем успех, бара многу жртва и секако јас моментално имам стипендија која ми завршува оваа година. По завршувањето на мојата кариера, според закон ме следува и спортска пензија. Тоа стипендија стекнав со освојувањето на европското злато, но навистина е многу тешко да дојдеш до стипендија и до самата пензија, бидејќи оној процес додека се изградиш као каратист, да учествуваш на поголем број прво мора самиот или родителите да финансираат, понекогаш и клубовите. Сега во поново време се доведоа нови закони каде што ваучер има спортистот, клубовите и малце е полесно. Павлов се сеќава на првиот златен медал освоен на европското првенство во 2014 година. Искрен да бидам, можам да кажам дека 1 месец после тоа првенство не си верував дека сум го постигнал тој успех, бидејќи знаете во оние младински категории каде што конкуренцијата е помал, ја немав ни учество на европско првенство, ни да се борам за медал, но во сениорска конкуренција го постигнав најголемиот успех за Македонија во карато, бидејќи претходни ден се уште нема европски првак во машка конкуренција и наистина не ми беше верно да си поверувам дека јас сум го освоил тој медал, но потоа после 1 месец си легнаа емоциите на свое место, почнав да си доаѓам при себе, што се вика, и верував дека сум стварно имам квалитет да постигнам уште многу големи успеси. Не ме понесе тој резултат, останав смирен на земја, продолжив да работам и како и претходно и затоа во континуитет понатаму продолжив со успеси. Вие се всушност двократен европски шампион, имате уште едно злато од европско првенство. Ако ги споредиме првото со второто, кое може би потешко? Дали може и првото дека било потешко или второто затоа што еднаш веќе го имате златото, па може некој притисок има да речеме за да се повтори уште на таков успех? Па знаете како, полесно да се искачиш на врвот отколку да останеш на самиот врв. Претходно јас бев како непознат каратист, каде што моите противници не сваќаат толку. Двократниот европски шампион вели дека дисциплината е многу клучен фактор на патот кон успехот. Можам да кажам дека пред се дисциплината мора да биде на највисоко ниво, без разлика дали изгубиле, дали победиле на тој надпревар, мора наредниот ден одма да започнат со тренинзи, да си постават нови цели, да не се задоволуваат со тој успех и да бидат максимално посветени на тренинзите, да живеат спортски, да живеат едноставно за спортот, да се посветени максимално и само се на константно работа, упорност, мислам дека може да се достигне до голем успех. Пред Емил Павлов следува нови предизвици, подготовки за квалификациите за ново светско првенство.